Четврток 21 часот, почитувани гледачи, добра вечер уште еднаш во емисијата Избор на народот. Гостим во студиото на телевизија Сонце, аналитичарот Алберт Муслију. Има многу за што да се разговара вечерва. Добра вечер. Добра вечер и благодарам на поканата. Господине Муслију, веднаш ќе започнам емисијата со едно прашање. Го очекувавте ли овој исход кој што е сега актуелен, односно започна релативно килаво преговорите, се избра јавен обвинител и наеднаш застој во разрешување на целокупната политичка криза? Ја не би го нарекол исход, ќе го кажам преоден резултат. Значи, никој од нас не очекуваше од самиот почеток, не само на преговорите, туку и после постигнувањето на договорот, дека се ќе оди мазно и дека нема да има проблеми. И свесни бевме за тоа. Мислам, и целата јавност беше свесна, така да никој многу не се изненадил за оспорувањата, застоите, проблемите кои се појавуваат во тоа. И причините се тука малце подлабоки. Причините се во начинот на водење политика во Македонија и тука најповеќе се криви политичарите, но и ние као граѓани имаме релативна вина во сето тоа, затоа што политичарите не само кај нас, туку во цел свет се рефлексија на барањата и на аспирациите на граѓаните. Ако ми очекуваме од граѓаните, од политичарите тие да водат инеет, да се боксуваат во условно речена смисла во политиката, тие тоа ќе го прават, затоа што ние тоа го вреднуваме. Ја очекував дека ќе има застои и не би го нарекол ова дека е резултат, ова е временна ситуација и многу сум убеден дека ова ќе се надмине, затоа што ако не се надмине, тогаш многу нејасни ситуации се појавуваат, многу нејасни можности и перспективите се прилично лоши на тоа што не очекува, ако ова не се надмине, но пак ќе укажам дека многу сум убеден дека до недела ќе имаме резултати и ова сето ќе се надмине. Од каде ја темелите оваа ваша убеденост? Дали сметате дека некој друг ќе има повлијателен да направи притисок? Дојде Јоханес Хан во Скопје па не успеа ништо. Но тоа не значи дека он се откажа. Нит па значи дека учесниците во преговорите се откажале од целиот процес. Значи сето тоа сепак тече. Има три крусијални моменти во сиот тој договор Пржина 1 и 2, кои се врзани со датуми, а се малце потешки за жвакање. Едниот се надмина релативно безболно, тоа беше изборот на специјалниот јавен обвинител. Вториот е изборот на нови министри, заменици министри. И третиот е нормално оставката на премиерот и формирањето на техничката влада. И само наивен некој можеше да очекува дека ова ќе помине туку така, затоа што да има нашите политичари толку висока свест и морални етички вредности, ние немаше ни да се доведеме до позиција да ни посредуваат странци во договарање на домашни политичари. Тоа е реалноста со која се соочуваме. Но од друга страна, верувам и во здравиот разум. Значи, не го прават нашите политичари тоа пошто се неразумни или непрорачунати. Сето ова се случува прорачунато со конкретни активности кои очекуваат они да дадат конкретни ефекти. Значи, не го прават тоа од лудост или од незнаење, а прорачунатоста вика дека ако овој договор падне, ако се откажат страните од договорот, ако договорот не е валиден, тога што ни преостанува? Враќање повторно во политичката криза, која па не може да заврши со нов договор, затоа што вие не може да очекувате и нашите пријатели странци да се толку нелогични и неразумни да инсистираат на договор од истите страни кои не се спремни да имплементираат договор кој самите го подпишале. Така да тука е парадоксот. Второто, има разноразни други можности кои мислам дека на ниедна од страните не им одговараат. И не случајно Пршинскиот договор се подпиша. Тој се подпиша као најбезболен начин за надминување на ситуацијата во која се наоѓавме. Не верувам дека е безболен. Туку е најбезболен во однос на другите опции кои беа можни и кои беа на маса во тој момент. 15 април е датумот за изборите другата година. Сметате дека ќе се одржат тогаш изборите или не? Значи, датумот на изборите е врзан со имплементацијата на Пржинскиот договор. Ако
имаме одолговлекување во имплементацијата на овој договор, тогаш све е флексибилно. Значи не е во тој договор цел само датумот на превремените избори фиксен, а другите се флексибилни. Значи ако мислам дека тоа го каже и бриселскиот посредник, дека ако ова е флексибилно, може и другото да стане флексибилно. Но се додека имаме имплементација, се додека имаме преговори за имплементација на Пржинскиот договор, до тогаш постојат шанси тој договор да обстои и да не се бараат алтернативни решенија кои секако би биле полоши. Велам, да имаше некој подобар договор од ова за сите страни, тој ќе беше постигнат во Пржино претходно. Немаше да се бара нова варијанта. Значи ова е најоптималната. Така да, ако ова се одолжи, мислам дека сигурно ќе се инсистира и датумот на предвремените избори да се потурне, затоа што тие се предвремени избори кои се договорени со причина. Причината е организирање на услови за фери демократски избори, некои институционални промени кои тоа ќе го обезбедат и не само во фазата на предизборната кампања, туку и претходно, за да се врати довербата во самиот процес на избори. Ако тоа време се скратува, значи не ќе може сите тие мерки да се спроведат и пак тие ќе се стават под знак прашање. И не можеме да организираме 3 циклуси на избори додека го погодиме правото, овие се тие реалните. Така да ви велам, ако се менуваат датумите, тогаш сите датуми се флексибилни. Ако не се менуваат, а веќе се менуваат, тогаш не гледам зашто не би бил флексибилен и тој датум. Не велам ја во неограничен временски период, но сигурно и посредниците и самите учесници ќе можат да проценат колку време е изгубено во имплементацијата на рамковниот, на Пржинскиот договор, за да може тоа да го амортизираат и со временскиот период потребен за сето тоа да се организира на адекватен начин на предвремените избори. Во моментов во Република Македонија 4 политички партии преговараат, но ние гледаме формирање веќе на 2 нови политички субјекти, од кои што едниот веќе има и свој пратеник во Собранието на Република Македонија, тоа е албанскиот политички субјект Unity, и од друга страна иницијативата која прерасна во партија, движењето Фродем или Фронт за демократска Македонија. Како го оценувате моментот кога се формираат овие 2 политички партии и дали е вистинскиот тајминг за формирање на вакви политички субјекти? Добро, да направиме една дистинкција помеѓу Унитети и Фродем. Унитети е декларирана политичка партија со пратеник во парламентот која има политички аспирации и сигурно во меѓувреме ќе излезе со политичка и партиска програма и платформа. Од другата страна, Фродем е движење кое е сочинето од индивидуалци, невладени организации, политичари, интелектуалци и личности, видни личности во Македонија, кои во оваа фаза, настојува да биде коректив и да го врати она што последните 2-3 месеци ние го изгубивме. Значи, граѓаните беа прилично вклучени во тенденцијата да се надмине политичката криза напролет. Беа вклучени како преку активизам, како преку граѓански организации, како преку анализи, како било какви работи и целиот процес не им беше оставен на рака само на политичарите. И работите одеа во добар правец. Значи, во приближување на нивните станови, седна, преговара, договара, постигнаа договор. Во моментот кога другите чинители се повлекоа поради самиот модел на имплементација на Пржинскиот договор, пак почна истите стари приказни, каде што нашите политичари не убедуваат дека политиката е суверено право на политичарите, што не е. Партиските програми се суверена собственост на политичките партии, а не политиката. Политиката е собственост на сите граѓани во една демократска држава, затоа ние сите гласаме. Да беше ко во античкото, каде што гласаат само избраните, тогаш само тие ќе водеа политика. Пошто ние сите гласаме овде, сите можеме да учествуваме во политика. И мислам дека тоа е конкретно и платформата на Фродем. Фродем инсистира во моментот да биде коректив на начинот на водење на политика и интересот на придобивките на политиката да ги врати кон индивидуата, човекот, од кој сите тие политички партии го црпат суверенитетот. А тоа е човекот, тоа е граѓанинот. А дали Фродем
во процесот ќе премине во политичка партија, тоа сигурно ќе значи и реструктурирање во самиот Фродем. Знаете, политичка партија, еве, унитет има председател, подпредседател, има органи на политичка партија. Фродем тоа го нема, ова е хоризонтално движење каде што секое мислење е битно и настојува да генерира и од другата страна вклучивост на потребата за различни мислења со главна цел да се дојде до најдоброто решение. Ако Фродем тоа успее да ги сензибилира политичките партии и граѓаните, тоа да се поправи, да се исправи, да се стави во прав колосек, не верувам дека тоа као движење ќе премине во партија. Може би делови од поддржувачите на Фродем ќе се активираат као во други политички партии, ќе формираат посебни партии. Но идејата зад Фродем и затоа и некои од политичките партии се чувствуваат и засегнати од ова движење затоа што не се сигурни во моралноста и етичноста на своите активности. Зошто така се однесуваат и ние ја имаме таа тенденција во Македонија на blame game, сите се криват едни со други за тоа во кое се наоѓаме, а реално во Македонија за ситуацијата во која се наоѓаме се криват граѓаните директно. Ние можеме као граѓани директно да сносиме вина затоа што таа политичка елита сме ја поддржувале, но директно највиновни се политичарите. А секако кај политичарите тие со најголеми овластувања се и највиновни, затоа што тие овластувања не ги употребиле на правиот начин. Колку граѓаните реално може да бидат коректив на политиката во Република Македонија и како граѓаните да го вратат сопствениот суверенитет, односно демократијата, подразбира дека суверенитетот доаѓа од граѓанинот и се пренесува кај граѓанинот. Граѓаните апсолутно можат да бидат коректив. Значи тоа не може никој тоа да им го побие. Може да користат разноразни махинации, малверзации, да тој суверенитет на граѓанинот се минимизира или да се осакати, условно речено да кажам, да не може секој граѓанин свој суверенитет преку изборите да го реализира. Но од друга страна и кај нас, кај граѓаните има една погрешна верба дека во демократското општество граѓаните се зовам политикон само на денот на изборите. Ние не треба да имаме критичка политичка мисла само на денот на изборите и тоа да го изразиме преку гласот. А во демократско општество, што по-демократско е, оно е повклучиво и во него граѓаните учествуваат секојдневно во општествените случувања. И кај нас тука е дефектот. Ние можеби поради минатиот систем сме навикнати дека партијата е таа која води политика и држава, па не се вклучуваме во целиот процес. Но ние видовме моменти кога граѓаните се вклучуваа и резултати подобри беа и отвореноста на политичарите за нивната критичка мисла и за нивното влијание беше поголема. Но се додека граѓаните се повлекуваат во себе и таа работа им ја оставаат исклучиво на политичарите, тогаш ние доаѓаме во ситуации каде што нашите политичари просто не ја имплементираат нашата волја. Нашата волја е подобар живот, поквалитетен живот, напредок, иднина, просперитет. Тоа се нашите потреби и идеали на граѓаните, поради кои ние на тие политичари им го пренесуваме нашиот основен суверенитет преку гласот. Така да граѓаните можат да бидат вклучени, граѓаните треба да бидат вклучени и мислам дека една од идеите на Фродем е таа можност на граѓаните да ја сензибилизира, да тие бидат повклучени во решавање и надминување на целата оваа политичка криза. Кога се случи кризата во Република Македонија политичката, се започна со едно неверување, па потоа дојде позиција на реален и објективен проблем кој што се таложел изминативе неколку години во Република Македонија и се дојде до договорот во Пржино. Многумина договорот во Пржино го почувствува како можност за еден преврат на целокупното општество во Република Македонија. Но што се случува сега со тие политичари на кои што ние им го дадовме гласот и дали сметате дека тие во желбата за сопствени лични интереси веќе ги заборавија сите оние пленуми кои што се појавија и можеби придонесоа до тој пржински договор?
Прво, пленумите се појавија, не е исклучено да се они појават. Тие се постојни. Ние вчера имавме протест на средношколците. Токму така. Со сите обструкции кои тие деца ги имале, ја би ја поздравил нивниот елан, нивното чувство за потреба да се вклучат во процесите. Пак таму децата беа продуктивни и ефективни. Така да се случи тоа на што укажав и претходно. Моментот кога општеството се повлече и целиот процес го пренесе поради, како да кажам, поинтимниот модел на имплементирање на Пржинскиот договор, се случи истото. Политичарите се затворија во своите партиски интереси и нам као граѓани, нивните партиски или лични интереси, било лукративни или групни да се, почнаа пак да ни ги продават као општествени интереси. Општествените интереси, граѓанските интереси на Македонија не се поврзани со интересите на политичките партии. Политичките партии затоа се организирани во политички партии затоа што имаат групни интереси. Нит па некој во Македонија може да се повикува на народот. Знаете, може Луи 14 да каже дека државата сум јас, но во парламентарна демократија никој не може да каже јас сум народот. Затоа имаме диверзен парламент, имаме многу партии во парламентот. Сите тие партии може да се повикуваат на дел од народот кој ги изгласал, но на целиот народ не може никој. Затоа интересот на целиот народ не може да се идентификува со интересот на една политичка партија. Затоа таков системот е направен. Но, да се вратам на прашањето, тие политички елити со моментот на исклучување на општествената мисла и на граѓаните од целиот процес, пак се забарикадира во интерес на политичките партии и пак почна тоа да го стават над општествениот интерес. И ни се случува ова што ни се случува. Дали може да очекуваме во следниот период токму овие граѓански здруженија да се освестат и повторно да излезат на улица, бидејќи сега, барем тоа е моја предпоставка и предпоставка на многуминот, кога се врати опозицијата во парламентот, не е виновен само еден, туку сега не се некако сите виновни за целокупниот застој. Ја никого не го нито обвинувам, нито го амнестирам и изборувам така. Као цела групација. Али граѓаниве можат повторно, значи, дали треба да се кренат повторно против сите? Да разјаснам, значи, невладините организации беа вклучени и во текот на процесот. Значи, ако памтите, дури и претходната посета на еврокомесарот Хан предпостави прво состанок со граѓанските организации, па после се сретна со политичарите. Не последната, предпоследната посета. Затоа што граѓанските организации имат што да понудат во смисла на подобро решавање конкретните прашања кои се вклучени во Пржинскиот договор. Дури дел од тие сугестии, препораки ќе бидат дел и од хладот, значи на договорот за високиот да, преговорите на високо ниво. На високо ниво за приближување кон Европската унија. Но во општеството политичките партии се оставија на мира да можат тоа што го договориле да го имплементираат. И пак ви велам, со самиот недостаток на таа критичка општествена мисла, они пак се забега со истиот терк во кој ние живееме од 90-та година. И затоа не сме да им се дозволи тоа пак да ни го продаваат као општествен интерес. Велам, општествениот интерес на Македонија е да стане држава со јаки институции, со слаби партии, со напредок, со економски развој, каде што граѓанинот, човекот, интересот на секоја индивидуа во Македонија ќе биде таа која е првенствен интерес, а не интерес на политичките партии. Како очекувате да се смени целата оваа матрица? Имаме Фродем. Предходно имавме едно друго здружение иднината за Македонија, па имаше Амстердамска тројка која започна целата иницијатива. Некако се појавуваат блицкриг и потоа исчезнуваат, како да немаат сила да ги истуркаат промените, само даваат насоки и се повлекуваат. Нивната цел и е таа да генерира искра на јавна свест. Значи, ако вие сакате да учествувате во власта, вие треба да учествувате во политичкиот процес кој се вика избори. А идејата на овие иницијативи, не забораваме, имаме иницијативи кои направија многу работа, зборам за студентски пленум, средношколски пленум, и кои се таму, кои не
не се распуштиле, но нивната цел не била да учествуваат во политичкиот процес преку избори, туку да ја разбудат јавната свест. И сите овие иницијативи треба да се гледат позитивно као иницијативи чија цел е да ја разбудат јавната свест. А ако сакате вие да се вклучите и во имплементирањето на тие идеи, тогаш треба преку избори да учествувате во изборниот процес, да станете дел од власта, да менаџерате власта, па тоа да го имплементирате. Но не мора да значи дека вие може нешто да постигнете само преку имплементација, туку и преку коригирање на тој што го имплементира, да го направи тоа на правиот начин. Така да сите овие иницијативи се за поздравување, затоа што нивната крајна цел е да се коригира начинот на правење политика, начинот на менаџирање на институциите, а не самите да се постават да ги менаџираат тие институции. Студентскиот пленум неколку пати го споменавме, средношколскиот, наставничкиот, професорскиот и така натаму. Студентите си се изборија за своите права и затоа најверојатно сега си се повлечени назад, бидејќи немаат потреба за што да протестираат евентуално за изградба на студентските домови, за подобрување на нивниот студентски стандард. Но што се случува со граѓаните, оние кои се гладни, оние кои се боси, оние кои се жедни, оние кои што не можат да го пребродат месецот крај со крај да врзат. И се уште се продаваат за некои 1000-2000 денари. Ама види, не може вината за продавање за 1000-2000 денари да им се фрли само на политичарите. Види, крив е тој што дава, него релативно е крив и тој што зема. Може би он има причина, но тоа не му го решава проблемот долгорочно. И се додека тој прима 1000-2000 денари на денот и изборите и чека да дојдат следните избори за да прими 1000-2000 денари, тој си врши лоша услуга и себе си, затоа што оневозможува тие институции нему да му обезбедат перманентна помош, а не инцидентна. Па дури еднаш годишно да се изборите, па пак не можам да преживее со 3000 денари цела година. Значи, тука, ја затоа кажав и на почеток, не се за сета ова карма караша што не е у Македонија виновни само политичарите. Виновни сме и ние граѓаните затоа што тоа сме им го дозволиле. Но сакам да кажам дека не е исклучува дека студентскиот пленум треба да дае мислење и да е активен само во изборувањето за студентските права. Студентите као групација се најавангардниот дел на општеството. Тие се тие кои имаат нови идеи. Не можеме ние нови идеи да очекуваме од Сдруженијето на пензионерите, па дури и од политичките елити. Новите идеи идат нормално од тие кои се најтазе во образованието. Така да ние тука нема да имаме суштински промени. Видите, една од најдемократските држави во Европа, иако е традиционална, е Швајцарија, затоа што за секое малце потешко прашање они спроведуваат референдуми. И тоа е најдиректниот начин на одлучување на граѓаните. Македонија не е така организирана да може тоа да го спроведува, него никој на граѓаните на Македонија и на невладините организации, и на активистите не им брани за секое прашање да има јавни дебати, трибини, да има повеќе политички емисии на кои може тие своји грижи да ги представат и да бараат решение или да понудат решение. Не можеме ние да очекуваме дека за секој проблем па политичарите имаат од Господ дадена визија за решение. Решението може да го имате вие подобро од некој министер, или ја, или било кој друг. Значи, да си министер, да си премиер, да си пратеник, не значи дека имаш завршена школа за тоа, значи дека си избран тоа да го правиш, и тоа треба да го правиш на најдобар можен начин. Ако тоа не го знаеш, можеш да ангажираш советници или можеш да отвориш јавни дебати. Затоа нашите странски партнери инсистираат ми да имаме повеќе јавни дебати и дискусии, дури и за законските решенија, се бара ние да имаме јавни дискусии за тоа, за да можат сите да кажат своето мислење и од повеќе мислење може да ќе излезе и попаметно решение. Како да го направиме сето тоа? Се чини дека медиумскиот простор е релативно тесен, има неколку медиуми кои што се обидуваат тоа да го направат, но како да се, зборувам за електронски, но како да се допре до пензионерите, како да се допре до луѓето кои што живеат таму во селата, кои што за жал во Македонија се уште и се борат со струјата? Па преку вакви иницијативи. Мислам, овие иницијативи треба не да се одржуваат само во Скопје, кој е најурбана средина, и каде што добрениот глас може брзо и да се прошири. Тука треба да се прошират и по другите делови на Македонија. Не е Македонија толку голема за да некој може да се амнестира себе си да каже не сум знаел. Све се знае. Ова е мала држава. Овде релативно све се знае. Но велам фалел, нарочито до минатата година, фалело чувството и потребата на тие граѓани да се вклучат во сите
во сите токови. Ние често велиме дека ние сме најполитизирана нација зашто у секој ќоше за политика правиме муабет, а неќеме да учествуваме во политичките процеси. Не е доволно вие да правите муабет за политика. Вие треба да укажувате, да барате. Само да ви укажам на еден момент. Најголемата албанска партија од осамостојувањето, првата албанска партија не е ни парламентарна партија. Значи, тие граѓани имале начин, изнашле начин како да ја наградат или да ја казнат, да го казнат еден политички субјект. Не сакам да кажам ја дека они биле лоши, непродуктивни или неефективни. Но констелациите биле такви да они не можеле да си го обезбедат и да си го изберат своето место во политичкиот живот. Така да политичките партии не се вечни во Македонија. Вечни се граѓаните кои им овозможуваат на тие партии во нивно име нешто да направат. Но ако направат нешто што е спротивно на нивните интереси, а во нивно име, за тоа треба да ги казнат. Дали сметате дека Фродем, еве како што ја кажавте, иницијатива движење се уште не преминала во политичка партија, ако има такви насоки или така може да се забележи однадвор, има капацитет да се обиде нешто повеќе да направи, бидејќи претходно иницијативите некако доаѓаа во Скопје, одржуваа помпи, правеа бомбастични најави и за краток период ги снимуваше. Ако ги спроведе сите активности кои ги планирал Фродем, мислам дека ќе се етаблира себе си во општествениот живот. Не зборам како политичка партија, туку како меанизам за промовирање на критичката мисла. Нам во Македонија ни фали критичката мисла. Ако Фродем своите активности ги распореди низ цела Македонија, ако успее на сите тие граѓани да им укаже дека лошото владение е нешто што не чини и дека ти тоа можеш да го наградиш или да го казниш. Ако успее Фродем да укаже дека корупцијата не е нешто неизбежно, нит па е нешто што мора да биде таму, затоа што кај нас дури во моменти се креира некоја перцепција дека корупцијата е неминовна, мора да имаме таа, па ајде да ја прифатиме како таква. Не може да се прифати. Ние имаме погрешен и пристап кон тоа. Ако Фродем успее овие елементи да ги воздигне на ниво на сваќање на граѓаните и прифаќање као своја обврска, врска со тоа нешто да кажат, тогаш Фродем може и да обстане. Ако се ориентира директно кон политичките процеси, што знам дека не е целта на Фродем, значи као движење таму, значи има личности со политички амбиции кои се легитимни. Политичката амбиција не е нелегитимна. Нелегитимно е да правиш лошо и да не владееш лошо, а да имаш политичка амбиција во западните земји не е нешто на што се гледа лошо. Е нешто на што се гледа како исполнување на својата општествена одговорност. Вие се бавите со политика за да му помогнете на народот и на државата да има поубав живот. Така да зависи како ќе се движи целиот тој процес. Ако оди во правец на воздигнување на критичката мисла и усмерување на приоритетите на политиката кон добробита на граѓаните, подобриот живот на граѓаните, тогаш секако дека ќе го најде своето место во јавната сцена. На самиот пред крај на ова наше кратко интервју или разговор ме интересираат неколку ваши размислувања за делот на писите кои што последниве 2-3 дена може да се прочитаат во делот медиумите, ги споменуваат некои аналитичари. Формирање на некакво ново мнозинство во собранието на Република Македонија, значи се враќаме на политиката, формирање на ново мнозинство во собранието на Република Македонија, кое што ќе ја расчисти целокупната оваа ситуација. Формирање ново мнозинство, гласање недоверба на оваа влада, па формирање нова влада која потоа ќе ги подготви следните парламентарни избори. Може ли да очекуваме еден ваков развој на настаните според вашите размислувања, според вашите оценки? Ја пак ќе укажам дека јас сум релативно убеден дека оваа блокада од на моментот ќе се надмине многу брзо. Затоа што ако се надмине, треба да се надмине брзо. Затоа што има неколку опции. Видите, вие го имате Пржинскиот договор, кој пак ќе укажам, е најоптималниот и најбезболниот начин за надминување на ситуацијата во која ние се најдовме. Значи, опцијата е тој договор да се продолжи неговата имплементација. Ако ова мнозинство
нема капацитет или нема политичка волја да тој пржински договор го имплементира, тоа ќе треба да се формира ново мнозинство. Ако тоа се искомбинира со можноста ние да не добиеме препорака за започнување на преговорите со Европската унија, тогаш работите ќе се искомплицираат и внатре во самата коалиција, затоа што не заборавиме, една од приоритетните работи за ДУИ се евроатлантските интеграции. Тоа е приоритетно и тоа е една од програмските определби со кои ДУИ ги анимирала своите гласачи, а истото важи и за ДПА. Така да, ако оваа влада нема капацитет или нема волја да го имплементира, бар по тоа што можеме да го видиме, ДУИ не е тој што треба да се откаже од министерот за внатрешни работи или министерот за труд и социјална политика, дури и заменекот министер на ДУИ, така е договорено, кој е во министерот за внатрешни работи, треба да остане на својата позиција и да се именува уште еден нов заменик министер, така да реално неволјата, несакањето за промена на овие кадровски промени може да се ориентира кон ДПМН. Ако ДПМН нема волја да го спроведе овој договор, тоа треба да се бара некој друг кој ќе го имплементира. Затоа што вие, пак ќе кажам, не може да очекувате дека ќе се раскине пржинскиот договор, па ќе дојдат странците, па исти овие политичари, исто ова мнозинство ќе го убедат да направат пржино 3 договор, за кој знаат дека нема да го имплементираат, земајќи го предвид искуството од пржино 2. Така да не може нашите политичари да сметаат дека ќе имаме ние поголема вклученост на странците за некој трет договор. Трет договор е нелогичен. Дури и пржино 1 и 2 се еден договор, затоа што не може да имате вие втор ако првиот не го имплементирате. Ја верувам дека притисокот, или да кажам по дипломатски охрабрувањето кое нашите политичари ќе го имаат од нашите странски партнери ќе биде многу поголема во наредните денови, вклучувајќи и денес. Вчера имавме експресни изјави и на Европската комисија и на Стейт департментот, имавме изјави на нивните амбасадори тука, затоа што тие се свесни дека ако пржино 2 или пржинскиот договор се разнебити или се откажат страните од него, ние влегуваме во истиот процес кој ни се случуваше напролет. Но напролет немавме договор кој не сме го спровеле. Туку се надевавме на договор кој ќе ја смири целата ситуација. Така да сите комбинаторики се можни. Значи, најбезболната е оваа, втората побезболна е таа со ново мнозинство, третата најболна е да влеземе во фаза каде што сите ќе тераат вода во својот млин и решението нема да може да се бара преку нов договор, затоа што договорот кој го постигнали исти тие страни не го имплементираме. Господине Муслију, јас тука некаде ќе ви заблагодарам за вашето гостување, ќе ви заблагодарам за тоа што одвоевте дел од вашето драгоцено време да бидете мој гостин. Ќе ве поканам уште еднаш во понатамошниот циклус од овие емисии. Се надеваме од кога ќе се поискристализираат работите на македонската политичка сцена. Ви благодарам на поканата и секогаш ќе ми биде мило да бидам тука. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам на вниманието. Ви закажувам следна средба, следниот четврток во 21 часот. До гледање.